Мира Гакина, историчар на уметност, виш кустос и ВД директор во Музеот на современата уметност во Скопје. Уметноста го спасува светот? Не знам дали сите би се сложиле со тоа, има и денешни теоретичари на уметноста кои сметаат дека наместо да го смени светот, уметноста го прави да изгледа подобар. Истовремено не може да се негира дека уметникот денес има специфична и голема одговорност заради статусот за кој што уметноста се избори и што треба да прави уметникот денес и тука. Сигурно не само да ја игра улогата на бунтовник во социјалниот контекст, туку да делува со фокус и посветеност, гледајќи се себе, светот и уметноста во историски контекст да создаде вредност која ќе преживее и во некоја идност. Да ни овозможи да го видиме светот и нас во него, затоа што уметноста не го репродуцира видливото, туку овозможува видливост. И да се вратам на прашањето зошто е важна уметноста за да преживее светот. Уметноста е важна за секој од нас, поединечно, ако сме ние светот. И на секој од нас ни помага да го преживееме светот. Фактот што сме на периферија ни нас не поштедува од специфичните деформации кои што се должат на бранот на глобализацијата. Светот и светот на уметноста станува покомплексен и по структура и по функција, границите се поместени, но не е шаренилото она што треба да не плаши. Провинцијата е еднакво инспиративно место за креација и во оваа насока македонските уметници се секако и светски. Истовремено големата продукција во областа на уметноста е концентрирана главно во големите центри и високо развиените средини. И во ваков амбиент, дури и цели континенти како Австралија се чувствуваат исклучени од така наречената светска уметност. Нашата борба за повеќе простор на светската сцена е споделена со сите други европски земји и балкански држави. Тоа е убава можност, ако знаеме да искористиме сите ние и во Европа и на Балканот. Сметам дека најпрво треба да одговориме на прашањето што не треба да се стори со Скопје 2014. Треба да разјасниме, и тоа е дел од нашата професија, дека овој проект не може да биде третиран како културно наследство. Наследство е, но за да биде културно, има критериуми. Цели тимови заседаваат со години за да се процени што заслужува, на што заслужува да се потрошат јавните пари за одржување на она што е наследено во културата. И еднаш штом биде разрешено ова прашање за вмешаноста на културата во проектот, ќе не биде појасно како да се поставиме во иднина. Скопје 2014 е поука дека големи јавни пари може да отидат во неповрат ако не направиме реформи. Она што не треба да направиме со Скопје 2014 е да заборавиме како дојде до него. И тоа е реформа клучна за политиките во културата. Широка и отворена дебата, само не преширока и преотворена. Политиките се водат преку институциите и тука се гледа како се практикуваат. Тие политики треба да бидат јасни, со прецизно дефинирана цел. Политиките што за цел имаат квалитетната јавна услуга да им биде достапна на сите, имаат потреба од сложен инструментариум за да произведат сакани ефекти. Верувам дека овие политики ќе бидат предмет на интерресорска анализа и делување. За разлика од објектите од Скопје 2014, нашата институција, Музеот на современата уметност, е културно наследство и кон него треба да се однесуваме барем во согласност со она што досега сме го одлучиле за него. Колекцијата на МСУ е формирана најмногу благодарение на највлијателниот сликар на времето, Пабло Пикасо. Гестот на Пикасо, на Калдер, на Вазарели инспирираше цела една генерација на уметници да ги следат и да го впишат своето име во проектот Скопје, како Хокни, Сулаш, Базелиц, чии ретроспективи денес се организираат во водечките центри или во нивна слава се дигаат цели музеи. Колекцијата на МСУ особено добро го отсликува важниот за историјата на уметност период на 60-тите и 70-тите години, а што се однесува до дали нема никакво сомнение дека тоа е едно големо име. Македонија е мала држава, мала територија
И сликарството, особено она на која обично помислуваме, односно така наречената западна уметност, не е дел од социјалниот живот на Отоманскиот Балкан. Но целиот тој простор брзо се вклучува во европската уметничка сцена, така што кога зборуваме за македонски сликари, зборуваме за европски сликари. И мојот избор, земајќи во предвид дека зборуваме за еден релативно кус период, не се разликува многу од утврдениот канон од страна на моите постари колеги, ако зборуваме за 20 век. За да не одговорам на прашањето директно, ќе спомнам не сликар, туку ќе истакнам еден скулптор, Борка Аврамова.